Дали постои спрега помеѓу власта и винариите при калкулациите за формирање на годинашните откупни цени на грозјето? Ги манипулирали некој и онака избезумените лозари, кои незадоволни од индолентниот однос на надлежните институции и понижени со понудените откупни цени, се закануваат со масовни протести и со исфрлање народот. Поранешниот министер за земјоделство Љупчо Димовски преку Facebook статус тврди дека сопственикот на винаријата Тиквеш, Светозар Јаневски, кој деновиве на лозарите им понуди понижувачки откупни цени за минското грозје, бил советник на техничкиот премиер Оливер Спасовски, а со знаење на ЗАЕП. Според Димовски, постоеле и индиции дека Јаневски земал владини субвенции за околу 300 вработени во своите фирми, а за време на изборната кампања активно помагал и едно од крилата на владеачката партија. И сега староновиот премиер Заев утре ќе се сретне со лозарите за да ги манипулира дека тој не знаел дека владиниот советник Свето ги манипулирал лозарите. Тоа ќе биде дупло понижување на лозарите кои се соочуваат со најтешката криза во нивното производство и продажба на грозјето. Пишува на Facebook поранешниот министер за земјоделство Љупчо Димовски. Сомнежи дека некој ги манипулира постојат и кај лозарите. Тие се лути зошто нив никој не ги консултира кога се формираат откупните цени. Тие се понижувачки цени. Маката не понижуваат за тоа што тие цени ги направија само да направат провокација и тие цени ги направија во договор само со владата, без присуство на тој што го работи гројдето, што произведува гројдето. Без наше присуство, они тие цени сами си ги формираат. Во екот на годинашната берба на грозјето, македонските лозари имаат 9 барања до владата и до винариите, кои, ако не им бидат исполнети до утре, тогаш од четврток тие излегуваат на протести.